Етничките барања на албанците во Македонија беа поинтересни отколку уставните измени, за кои денеска се дебатираше на петтата јавна дискусија за нацрт амандманите одржана на Штуловиот универзитет во Тетово. Се отворија прашања за албанските права, јазикот, знамето. Поранешниот градоначелник на Гостивар Руфи Османи дури побара и бинационална држава. Овие уставни измени не го решаваат проблемот на внатрешна кохезија меѓу македонците и албанците, кој итекако е важен. Ако нема интеретнички компромис, нема ништо. Албанците се уште ги немаат своите права, јазикот не е официјален, а се нарекуваат со терминот 20%. Министерката за одбрана Радмила Шеќеринска смета дека во моментов нема место за други прашања, освен влезот во Европската унија и НАТО преку имплементирање на договорот со Грција. Периодот е чувствителен, па внимателни се вели и околу обезбедување и задржување на потребното двотретинско мнозинство. Почнавме процес со цел да го решиме проблемот кој блокираше Македонија од членство во НАТО и во Европската унија. Единствен начин да го упропастиме тој процес е да почнеме да дискутираме за 10 други теми. И јас лично и ние внатре во владата имаме идеи како важни одредби од уставот да се направат подобри. Меѓутоа, дајте да се фокусираме, како велат, на целта. А тоа е дека оваа работа или ќе биде целосно завршена, или воопшто нема да се заврши. И дека од првиот ден водиме сметка како да добиеме двотретинско, но и како да го задржиме двотретинското мнозинство. Учесниците на денешната дискусија се сложија дека договорот не бил идеален, но ја обезбедувал суштинската цел – мирот, соработката и напредокот. Инаку дискусијата започна во преполно, заврши во речиси празен амфитеатар, откако студентите незаинтересирани за настанот се разотидоа.